Кавадарци деновиве е центарот на светот. Причина не е само отварањето на ски стазата, туку и неверојатното откритие на советниците, дека нивниот градоначалник има не еден, туку дури два двојника. Значи, много ме подсечаш на Ана Брнабич, искрено. На Ана Брнабич може се фризурите личи ми, не знам как да шо реликом, нали? Само не, стварно. А политичкиот манир ти е многу сличен на Ана Брнабич. Значи, едно го кажуваш, наредната година спротивното на тоа го кажуваш. Значи, јас со Ана Брнабич баш и се јавам после и сакам да видам што не се сличи да се стори. Значи, ми се налута невеста дома, како се Ана Брнабич? Значи, нема врска, јас сум си фамилијарен човек, како така. Нема информација дали се чуле со Ана, ама сигурно е тешко достапен вториот лик, со кој, според локалците во Кавадарци, тој наликува. Наместо него, по потрага по одговорите се воспоставува контакт со најповиканиот, личноста, која придонесува да се добие баш тој впечаток. Мене, да ти кажам право, не ми личиш на Ана Брнабич, мене ми личиш на овој од Северна Кореја, политички, а и така и се подстрижуваш. Мојата фризура ти не чуе ли тебе, Джоана ние Северна Кореја? Ти ме стрижиш. Како? Джоана ние од Северна Кореја, така ми вика еден тук. Кој дајте ви? Еден советник. Се заебава, добро, фала. Шегата настрана, градоначалникот не може да личи на ниту еден од споменатите, бидејќи тие се занимаваат со сосема друг занает, за кој тој, според собствено признание, еме незаинтересиран, еме аналфабет. Ников политички интерес немам, ја од политика не разбирам ни па. Значи, јас зборувам искрено, од душа, од срце ти кажувам. Но изгледа дека не е баш така, оти тој прилично прецизно ја сецира политичката слика и дава продлабочени анализи за состојбите во оваа сфера, со акцент на политичките соперници. До детал има проникнато. Ви сите од левица си работите од дома на компјутерот, никој не земал храброст да направи фирма, фирмичка, фирмиште да стане било како. Дори, гледаш как сте нежни, со брдичиња, со црни маечки. Немате ви дух за работа. Наспроти жестоката атака кон едните, неочекувано мек е односот кон опонентите од СДСМ. Не дека му се слабост, туку причината за протекционизмот. Според него е фактот дека стануваат ендемични. Не, ве заштитиме како ретки видови. Се намалете. И како се, уште да напаѓаме, нема шанс, торески. И на крајот, да не излезе дека не гледа простор за критика и во собствените редови. Јанчев се обидува да ги врати во шини и своите. Абе, ти изгледа една недела нема да ме видиш и ми забегуиш. Чилиш по-често кај мене да те вратам на фабричко подешување. Ајде, сери се. Во Кавадарци може да се прави се освен фактори ресет. Таму одамна се е во фри мод.